Природа. Природата ги има сите ресурси за човековиот опстанок и живот. Водата, воздухот, плодовите од природата, растенијата, животните. Сите тие учествуваат во циклусот наречен живот. Некои од нив ниту со вековите не се промениле, но некои го трпат данахот на човековиот развој, како на пример загадувањето на природата од активностите на цивилизацијата. Еден од основните елементи на животот без кој човекот не може да опстане е водата. Таа во Гевгелиско ја има во изобилство, благодарение на географската местоположба, од запад богатата Кожув планина, од исток течението на реката Вардар. Гевгелија се снабдува со вода од бунарското подрачје кај Моин и бунарите лоцирани кај Вардар. Првите представуваат основа на водоснабдувањето на општината со годишно планирано производство од 2 милиони метри кубни вода. Истите се дистрибуираат до корисниците со цевковод, се до Гевгелија и населените места Моин, Мрзенци, Негорските минерални бањи, индустриската зона Блокотехна и комплексот производни компании во улица Индустријска. Се би било во ред, ако тоа значи испорака на чиста и здрава вода. Но Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија со решение од 23 септември 2012 година ја забрани за употреба водата од бунарите 3 и 4 кај Моин поради недозволиво висока концентрација на арсен. Арсенот е отровен металоид кој што е штетен по здравјето на човекот во поголема концентрација од 10 микрограми арсен на 1 литар вода пропишани од Светската здравствена организација. Водокорисниците не беа предупредени за изреченото решение за забрана на водата, ниту добија алтернативни извори за водоснабдување според препораките на Институтот за јавно здравје на Република Македонија. Бунарите биле наводно запрени од функција, изјавуваат надлежните. Но граѓанската иницијатива Арсена не гледа застој во испораката на вода до водокорисниците поради наводно стопираните бунари 3 и 4 и нарачува испитување примерок на вода од Гевгелискиот водовод. Резултатите од анализата се фрапантни. И покрај забраната за употреба на бунарите 3 и 4 кај Моин и покрај наводните исклучени бунари, водата од чешмите во гевгелиските домакинства покажува присуство на 14,87 микрограми арсен на 1 литар вода, резултат од декември 2013 година. Како арсенот стасал до нашите чешми? Дали граѓаните знаат 15 месеци после забраната за употреба на водата од бунарското подрачје Моин, дека водата што тече од чешмите во нивните домови е небезбедна за употреба и здравствено неисправна? Од општината имате ли некој известување оти не е добра водата? Никој не е дојдел да кажете во нешто. Да? А имате ли некоја помош околу трошоците за вода? Не. Користите ли вода од градски водовод? Да. 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 А здрава вода пакувана имате услови да купите? Со кои пари, со една конфекцијска плата не може да преживееме, а па камли го барате. Да. Воопшто ќе земише во едно тенџере, јас имам тенџере овде, Да. во кое нон-стоп греам вода, бигорот на тенџерето е многу изналепен, така да можете да замислите што се случува со човечкиот организам. Јасно, ние знаеме. Значи, ние со години ова вода ја пиеме, а немаме никакви информации дали водата е здрава за пиење, колку е здрава и дали е однесена на институт за испитување. На анализа покажува дека арсен има 2 години уназад и дека е отровна. Еве и за вас, еве да прочитате, и дека е отровна и дека е штетна. Јас како социјален случај, Да. јас сум самохранен, родител на 2 деца, живеам с жената, моментално ме гостинка, така да немам финансиски средства за да се одобрам да купам вода за чиста вода за пиење. Знаеме во Македонија кој колку можеме. Ај, за мене не толку, за деца. Ваква е состојбата во Гевгелија. Во Моин жителите велат дека е уште позагадена водата. Велат, тие се во центарот на загадената вода. Нечиста вода. Нечиста вода. Нечиста вода пием. А вие се наоѓате одма до бунарите на Абе, Моин? ја на мојим бунарите, на 200 метра. Да.
Што значи и моинчани го имат истиот проблем како гевгеличани? Абе, ветерија му на Гевгелија е по-чиста вод, бунарот. Нашиот бунар бил најзагада. Па од истите бунари користиме. Башка е моинскиот бунар. Дека ги има 4, 1, 2, 3, 5. Пет тоа е за моин. Најзагаден бил за моин. Моин, жителите на Моин, го знаат ли проблемот со арсенот? Сите баш не, а на мене ми е познат. Веќе на сите не му е познат. Тоа проблем е веќе 2 години од кога се открија арсенот со водата во Моин. Така. Бунарите се наоѓаат во населите место Моин и тука се блиску и јамите на живинарска фарма, сега се помалку, али беа во изобилна количина кога се изгибравало во објектите со вода и тоа се леавше во бунарите, да ја биде јасно. Таму надоле има јами, огромни јами, кои се води и сега ден денеска изгибраваат со вода. Со скреперите кога го пуштаат ѓубрето, објектите ги перат со вода и одат во тие јами недалеко од 200 метра од бунарите. Што значи тоа може да биде еден од проблемот? Правиот проблем е и баш тоа, а тоа е сега моњак таму што се ствари. Какви се постапките на општинските надлежни локални власти по прашањето со безбедноста на водата? Граѓаните велат ниту биле предупредени за водата, ниту некој од надлежните во општината сакал да ги примине разговор за решавање на постојниот проблем. Сите сме запознаени со арсенот има. Сите го изгубија здравјето, а никој не обрнава внимание. Барање до градоначалникот, сите сакме да влеземе, никој не е примен, никој не саке да достапиме до вратата, а не да не прифати. Нема кој да ни одговори за вода. Значи и Моин пие и Моини и деца, јас имам тука 5 деца, таму се 3, тука се 5 внуци имам. Но знам на децата здравето се уништева. А за ние старите, ај да кажеме, нека бидеме уништени. Али за младите срамота и гревата. Не знам до кој ќе не припате. Не знаем. Ни од владата, ни од никој нема кој да преземе мерки. Со вода од системот за водоснабдување на Гевгелија се снабдува и пограничното село Богородица. Ниту жителите од ова населено место не се задоволни од квалитетот на водата што ја добиваат. Сами се снаоѓаат со песокот, калта, црнилата кои излегуваат од нивните цевки. Го воѓа пълно земја. Знаеш какво? Кафија. Да го искарам. Добро. А тоа е денеска нешто се случува после дожд секој ден е таква. Не после дошли вам. Абе, нон-стоп е така. Нон-стоп. Кафијаво и пълно. Чекай да видам, ја се варта го мених. Те викам, јас нон-стоп кръпчина, вързувам му, че нема, не можеш да се напиеш вода. Я, види, сега от събарата го чинувах, види. Знаеш какво кафијаво? Кафијаво гнъсно, мислиш, об калта си го бунам. Јас тек така не кажувам за да не и тама работа. Но тук јас се така не вързано, така, и за мијајни, и за пијајни се, ја така, без прекин. Си изпервам кръпчиите, си изварам паси и глава. Спасот од арсенот жителите на Гевгелија го бараат од околните природни извори и чешми. И тие се од подножието на Кожув планина. Дали се безбедни? Некој пат водата од бањата? Па не сме испитале, еве ќе пробаме на иницијатива, многу граѓани велат дека користат вода од бањата. Ќе се потрудиме следната наша анализа да биде еве и водата од бањата, колку е тоа алтернатива за гевгеличани. Меѓутоа не е алтернатива во 21 век да носиме само туби, а низ чешмите дома да ни тече арсен. Пријемо обед, вика од Којнско си помам збор. Да. Ако сакаш 15 дена со мојата кола, 15 дена со твојата. Добро. Виде и ми тури вода, вика каква е мека водата за пија, не па те меки седмининската била па таква. Еве на иницијатива дека гевгеличани, сакајќи да се снабдат со чиста вода, а да не ја пијат гевгелиската која што е загадена со арсен,
трошат туби, полна туби од конјска и од чешмата кај бањата. Ќе се потрудиме да најдеме начин да ги испитаме и тие води. Нашата асоциација направи анализа во Државниот институт за јавно здравје У кој институт? во Скопје. Резултат На ветерина или во зградата на Министерството за здравство на Република Македонија. Да, тоа е значи посебен оддел во Министерството. А у која за здравје, лабораторија? Во лабораторијата државна на Институтот за јавно здравје на Република На ветерината Македонија. просто, да. Значи резултатот е заведен под архивски број 4005-2015 Да. и со издаден документ од 27 август 2015 година. Во него се вели дека водата не е за пиење, затоа што има 116% повеќе флуориди од дозволените А габа? стандарди. А габа? Па Има ли габа? Не, ги Само клинот, значи, ги анализиравме физичко-хемиските состојки. Да. Вели дека водата треба да се третира, значи да се хлорира. Да. Ова не е хлорирана и дека водата има зголемена доза на флуориди. Флуоридите науката вели дека штом се во зголемена концентрација предизвикуваат пореметување на костената структура, а тоа предизвикува ронливост на костите до крштивост. Да, остеопороз. Бидејќи никој досега не известил за оваа состојба, Не, ова е добра работа, мислам, вака што питаме. ние мораме да кажеме, ќе ви поделиме еве и нашата колешка од нашата граѓанска асоциација. Ние се трудиме Гевгелија да добие чиста вода. Гевгелија има вода со арсен веќе 3 години забранета. И гевгеличани доаѓаат, пијат и полнат вода, како вие, господине, со туби и носат во Гевгелија, вика неделно си полнат вода и носат во Гевгелија за користење. И самите граѓани не натераа, значи, да испитаме што е тоа што тие го користат како алтернатива. Излезе дека и ова што го користат од изворите кај Негорски бањи е неподобно. Системот за водоснабдување во Гевгелија е изграден 1963 година со средства од самопридонес на граѓаните спроведен преку тогашната месна заедница на Гевгелија Нов дом. Истиот со одлука е предаден на стопанисување на јавното комунално предпријатие Комуналецот Гевгелија. После 63 години употреба, Гевгелискиот водовод сигурно дека има потреба од зафати за реновирање и обнова. Но дали системот носи арсен или арсенот е природен елемент што го носат водените извори со себе? Бунарското подрачје Моин користи подземни извори. Водата доаѓа од Кожув планина, позната по арсенови и уранови руди, а од другата страна на Кожув и на оѓалишта на познатиот Алшар. Па како доаѓа арсенот во водата од нашите чешми? Професор доктор Дафина Кузмановска од Медицинскиот факултет во Скопје, испитувајќи ги реперкусиите на арсенот по човековото здравје, мораше да го лоцира неговото појавување во гевгелиската вода. Бидејќи тој е присутен во континуитет веќе речиси 4 години од изречената забрана за употреба на водата со концентрација од 17,89 до 21,3 микрограми арсен на 1 литар вода, не станува збор за некој изолиран загадувач од областа на индустријата, каков што нема во Гевгелија, туку станува збор за природен арсен кој водата го собира, поминувајќи низ арсенови рудни жици во длабочината на Кожув планина и измивајќи ги рудните подлоги, успева да го понесе со себе се до бунарите кај Моин. Овде водата во резервоарите се третира со хлор заради заштита од биолошки загадувачи, но таа постапка не може да го елиминира арсенот кој е тежок метал. Така арсенот стасува до чешмите кај сите водокорисници приклучени на градскиот водоводен систем. Бунарите кај Моин, според планот за производство на води на јавното комунално предпријатие, годишно треба да произведуваат 2 милиони кубни метри вода. Комуналец лани во 2015 година произвел вкупно 2.241.189 метри кубни вода. Дел од кубикажата отпаѓа на производството на вода во пумпните станици кај Негорци, Прдејци и Смоквица. Ова е доволен показател дека водата од бунарите кај Моин и покрај забраната од Агенцијата за храна и ветеринарство не се почитува од страна на јавното комунално предпријатие, а Советот на општина Гевгелија како негов оснивач не превзема мерки на одговорност и заштита на граѓаните.
Не гледа, ама ја не дава, милиме още крадат. Граѓаните и Арсена денеска на градскиот площад во Гевгелија го поставија Арсеновиот столб на вистината. Овде се евидентирани сите анализи кои што ги направи нашата граѓанска иницијатива во текот на 2012 па се до 2016 година и сите укажуваат присуство на енормна концентрација на арсен во водата од градскиот водоводен систем. Тоа значи дека арсенот е се уште меѓу нас и покрај изјавите на општината и на јавното комунално предпријатие дека водата е во ред. Не е во ред затоа што арсенот е отров и во концентрација поголема од 10 милиграми е недозволено за да биде присутно во градскиот водоводен систем кој што се испорачува за користење до сите граѓани. Ова е значи состојбата со градскиот водоводен систем во општина Гевгелија. Овој проект го реализиравме заедно, значи овој проектен дел го реализиравме заедно со Центарот за современи уметности од Скопје, ЦАЦ, и се надеваме дека ова ќе биде уште еден показ за вистината, арсеновата вистина во Гевгелија. Јас би сакала да споредам уште еден податок и факт за присуството на арсен. Јавното комунално предпријатие вели дека од бунарското подрачје кај мој минатата година произвела 2 милиона и 350 илјади метри кубни вода. Истото бунарско подрачје со одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство е забрането за употреба бидејќи е констатирана висока концентрација на арсен. Во 2012 година, значи, производниот план за експлоатација на вода од бунарското подрачје кај Моин е 2 милиони кубици вода. Во 2013 извештајот вели дека од истото подрачје се испумпани 2 милиони 131 и 950 илјади, значи, метри кубни вода. Во 2014 планот е повторно 2 милиони метри кубни вода. Ако е водата забранета за користење од бунарите 3 и 4 според решението на Агенцијата за храна и ветеринарство, тогаш како и понатаму комуналец ги употребува тие бунари за водоснабдување на граѓаните. Тоа значи дека не ја почитува одлуката, не го почитува решението и исто така и законските определби за снабдување на граѓаните со чиста и квалитетна вода за пиење. Тоа е всушност и основната дејност која што треба да реализира јавното комунално предпријатие. Значи, анализите на примероците вода од градскиот водовен систем во изминатите 4 години и експлоатацијата на масата вода од бунарското подрачје кај Моин укажува дека истите не се исклучени, арсенот е се уште присутен, дури и се испорачува и од спорните бунари кај Моин. Ова е акција на поддршка на Центарот за современи уметности и на екипата на урбани уметнички акции за граѓаните на Гевгелија, кои што, како што и на овој ступ позади мене, столб на срамот, кој што се подигал за да се биво историски гледано, да се покажат разни недолишни, срамни работи за да се запаметат, всушност кажува дека од 2013 до сега направени се многобројни анализи на водата и во Центарот за јавно, односно во Институтот за јавно здравје во Скопје и во меѓународни сертифицирани лаборатории во Грција. И оно што е шокантно е дека од 2013 до сега ниту една анализа не покажала дека водата за пиење во Гевгелија е исправна. Сите анализи напротив покажуваат голема неисправност со еден од најтоксичните елементи арсен на водата за пиење. Оно што е шокантно и заради што ние практично излеговме да направиме една ваква акција е тоа што не ни е јасно како може некој свесно, институција како што е водовод, како што е општина, некој како може свесно неколку години поред да ги труе сопствените граѓани. Практично не ми е јасно како може Република Македонија, власта во Република Македонија се дозволи вакво нешто, кога само дали копањето на нови бунари, дали деарсенификацијата на водата, дали снабдувањето со флаширана вода или било што друго, е многу поевтино отколку лекување на последиците на кои што ги предизвикува арсена, тоа се канцерогените заболувања, раковите, голем број на смртни случаи. Значи стварно неразбирливо е во 21 век како некој
не сака не само да го реши проблемот, туку да земе една здрава логика, да види колку кошта да се реши проблемот за арсенот, а колку кошта лекувањето на заболените од болестите кои ги предизвикуваат арсен. Зошто толкава реакција за арсенот од страна на граѓанската иницијатива Арсена? Интернационалната агенција за истражување на канцер го класифицира арсенот и арсенските состојки како карциногени за луѓето и исто така потврдува дека арсенот во водата за пиење е карциноген за луѓето. Податоците од Институтот за јавно здравје подрачно одделение Гевгелија покажуваат растечки тренд на заболени лица од сите видови карцином и растечка смртност на граѓаните од општина Гевгелија до стапка од 22,1%, што е трета стапка на смртност во државата. Како е тоа можно ако Гевгелија важи за еколошки чиста и здрава средина? Во прашање е распространет причинител на канцерогени појави, а тоа е хроничната изложеност на жителите од општина Гевгелија и населените места, корисници на водоводниот систем од Гевгелија, со вода во која во континуитет е присутна енормно висока концентрација на отровниот металоид арсенот и тоа во размер од 50 до 120% повеќе од максимално дозволената граница пропишана од Светската здравствена организација. Науката вели дека има решение за големата концентрација на арсен во водата. Понекогаш, само со чистење на системот или со промена на изворот може да се постигне намалување на количината на арсен. Потребно е да се инсталира систем за отстранување на арсен, така наречени деарсенификатори, и да се обезбеди соодветна диспозиција на отстранетиот арсен. Значи, технологијата го има својот одговор, но зошто надлежните и понатаму молчат и не постапуваат за спроведување на инсталационо решение, деарсенификатор или ископ на нови бунари за водоснабдување на Гевгелија? Кој ја уби здравствената совест и совеста на политички одговорните лица? Граѓаните на Гевгелија бараат чиста вода и елементарна човечка совест од надлежните, а потоа и професионална и политичка. Политичари, се напивте ли вода денес? Каков е вкусот на вашиот лажен политички успех додека ги оставате вашите сограѓани на хронична изложеност и труење со арсен? Животниот часовник отчукува и политичкиот часовник за одговорност.